Идејата ни беше малце повеќе да прочепкаме во периодиката која што се издавала на оваа територија. Ние пробувавме да ги најдеме женските наративи, женскиот глас. Една жена, и благодариме, ги скенираше сите за околу месец и пол и ги имаме вкупно 1500 страници се од сите списанија. Главната цел и на ова списание и на се што се случувало после војната била образование и описменување. И затоа се одало буквално во секоја ќоша, во секое населено место, во градовите и така натаму. И затоа толку многу се инсистирало на тие образовни политики, а можеме многу да ги видиме низ списанието Македонка. И ова треба да го прави некоја институција. Се уште нема институции кои што се заинтересирани за ова што го направивме. Ни даваат простор да користиме во ред. Меѓутоа нема интерес понатаму да се развие уште приказната. Се надеваме дека нашата работа ќе допре до некој таму во овие институции и малку ќе се сврти работата и ќе се започне малце да се перцепираат документите од овој период како важни.